Се очекуваше лошо, но до волку не. Во 2020 година групата Рено забележа историски најголема загуба од вкупно 8 милиарди евра. Директна причина за тоа е коронавирусот кој ја намали продажбата за 3 милиони возила, што представува пад за околу 21%. Влијание има и проблемите на Нисан, кој на Рено му пренесе дел од своите исто така големи загуби. Надеж дека се не е така црно покажува тоа што најголем дел загубите се направени во првото полугодие лани, вкупно 7,3 милиарди евра, додека во втората половина од годината тие беа ограничени на 660 милиони. Како поддршка на тоа треба да посведочи продажбата во тој период, која е намалена за подносливи 8,9%. Со оглед на овие бројки, групата не ги објави своите прогнози за годинава. Место тоа се задржа на потенцирање на акумулираните резерви од 16,4 милиарди евра, во кои е вклучен и државниот кредит што го обезбеди француската влада во висина од 4 милиарди евра. На ова финансиските аналитичари додаваат дека во моментот пазарната капитализација на Рено се движи меѓу 13 и 14 милиарди евра и дека групата располага со имот вреден над 120 милиарди евра. Новото раководство на компанијата, предводено од Лука Де Мео, веќе излезе со план за ревитализација и заштеда, според кој во наредните 5 години се предвидени кратења на трошоците за 3 милиарди евра, кои скоро во целост ќе паднат на грб на 15.000 работници кои ќе бидат отпуштени.